Добро вечер, почитувани гледачи. Во продолжение да проследиме кои културни настанија одбележаа оваа седмица. Галеријата Кора при Домот на културата Кочо Рацин во Скопје е домакин на изложба посветена на детската креативност, талент и уметнички развој. Групната изложба на учениците од ателјето Часот по уметност на Кики под менторство на уметницата и педагог Афердита Кики ја представува токму детската уметничка визија, светоглед и креативен раст. Изложбата ја посети нашата колешка Викторија Петровска. Галеријата Кора при Домот на културата Кочо Рацин во Скопје беше домаќин на изложба посветена на детската креативност, талент и уметнички развој. Групната изложба на учениците од ателјето Кикис Арт Клас под менторство на уметницата и педагог Афердита Кики ја представува токму детската уметничка визија, светоглед и креативен раст. Настанот го отвори Виолета Калик, историчар на уметноста и стручен соработник во Кочо Рацин, која нагласи дека изложбата е дел од едукативна мисија за поддршка и афирмација на млади таленти. Ние треба да ги разоткриваме што порано вредностите и талентите, да ги афирмираме преку вакви поставки, отварања во различни концепти, инсталации, тематски изложби со повод хепенинзи еколошки правиме, по повод Денот на Европа, најразлични, Денот на бајката, Светскиот ден на среќата, 2 април, жените од светот. Значи има секогаш место и каче каде што можат да се придружат и најмладите со својот ликовен израз. За секое уметничко дело стои приказна за значењето на менторството, креативниот процес и развојот на младите талентирани уметници. Пред камерата на телевизија Алфа говореше менторката и уметница Афердита Кики и една од нејзините поистакнати ученички, чии дела беа дел од изложбата. Децата се многу љубезни, многу вредни, може и да видите како работела со брзи чекори оделе напред и некако сум многу изненадена со љубезноста, со тоа нивната работа, се беше прекрасно и би сакала да продолжам. Како мала јас многу сакав да цртам, да работам и едно време се одлучив да почнам да одам на приватни часови по цртање. Јас многу сакам да изработувам работи, правам и оригами и фигури. Мене омилени техники за цртање ми се водени и темперни. Најчесто сакам природа. Природа и животни, тоа ми е омилено за работа. Оваа изложба е своевиден доказ дека детската уметност е глас кој треба и мора да биде чуен. Приказна раскажана преку детските раце вредна за доживување. Поддршката од менторите, но и слухот од надлежните остануваат клучни во градењето на новите уметнички генерации, а останува и надежта дека ваквите изложби ќе се се почести. Тие се простор каде детскиот талент добива видливост, а детската креативност охрабрување да продолжи да расте. Под наслов Звездено арпежо во Македонската филхармонија се одржа концерт на кој како солистка настапи Анлин Ленардс, водечка харфистка од Белгија, која во моментов работи во оркестарот на престижната Виенска филхармонија. Беа изведени дела од македонскиот композитор Владимир Николов, концертот за харфа и оркестар од Хоакин Родриго и симфонијата број 5 од Лудвиг ван Бетовен. Како што знаете, во четвртокот се одржа концертот Звездено арпежо во Македонската филхармонија со диригентот Конрад ван Алфен од Холандија и харфистката Анлин Ленардс од Белгија, која што е дел од Виенската филхармонија. На програмата се изведува композиции од нашиот композитор Николов, 3 слики од книга на промени, исто така концерт за харфа и Бетовеновата симфонија пета, која што е најпознатата во цемол, со тоа што македонската публика беше значајно воодушевена од оркестарот, од целиот концерт и ужива во таа представа.
Македонскиот културно-информативен центар во Загреб ја почна годината со хрватската премиера на приказната за Силјан на Тамара Котевска. Во преполната киносала публиката имаше ексклузивна прилика да го види најновото успешно остварување на македонската документаристка. Публиката беше суптилно и моќно освоена од древната легенда за Силјан Штркот, оживеана во поетска, моќна и визуелно волшебна филмска приказна за идентитетот, корените и човештвото. Македонскиот КИЦ во Загреб преку вакви соработки не само што ги шири хоризонтите на регионалната културна сцена, туку доследно и достоинствено ја презентира македонската култура, филм и авторство надвор од националните граници, градејќи мостови на разбирање, диалог и културна размена, во насока на промоција на македонските и хрватските културни вредности. И тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Повторно ќе се видиме утре во истото време. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на телевизија Алфа.